Почитувани гледачи, добре дојдовте во новата 10-та сезона на емисијата Печат. Овој пат ви донесуваме еден поинаков формат, документарни емисии за сето она што оставило белег во Охрид. За љубовта се откинувале воздишки, се испеале безброј љубовни песни, се ронеле солзи, но и се умирало. Ах, таа љубов, од секогаш постоела, постои и ке постои. Првата емисија посветувам на една таква силна, но несрекна љубов, каде што судбината безмилосно си поиграла со животите на неколку охридски семејства. Проследете ја вистинската животна сторија која датира од втората половина на 19 век за големата љубов на Афродита и Иван, охридските Ромео и Јулија. Охрид во втората половина од 19 век бил под робство на Отоманската империја. Побогатите охриѓани имале добра соработка со представниците на турските власти, а нивното богатство го оствариле преку трговија со тогашните големи градови Атина, Цариград, Каиро, па дури и Париз и Рим. Еден од најбогатите тогашни охриѓани бил Ефтим Филипче, кој покрај дуќанот во Старата чаршија имал лозија и чифлик во Косел. Ефтим Филипче бил еден од најбогатите трговци во Охрид. Неговата куќа била една од најубавите во Охрид. Барабар била со куќите од робевци, куќата од Уранија, од Мончевци. Значи се наоѓала на пола пат помеѓу Горнапорта и Имарет, над античкиот театар. Тетка ми Јорде Филипчева, иначе сестра на баба ми, мене ми ја кажуваше ова приказна и знаеше да каже дека куќата беше сама испраена како фенер под Горнисарај и тоа била една од најбогатите, најубавите и најголемите куќи во тогашно време во Охрид. Ефтим Филипче бил учен човек, завршил економија во Цариград, бил еден од повитните охриѓани, ценет во својот град, а исто и во своето семејство. Приказната за Афродита, значи неговата керка или тетка на баба ми, Наде, започнува всушност уште додека таа не била ни родена. Имено, кога Аспасија, жената од Филипче, останала трудна, Ефтим бил толку среќен, меѓутоа тогаш по обичајот охридски не се кажувало кога жената е трудна, се додека до оној момент додека не почна да се познава физички тоа. Меѓутоа морал со некого да ја сподели таа своја голема радост и во еден разговор, во еден муабет со својот другар од детството, Ристо Попсимов, не можел веќе да издржи и му рекол: Ристо, мора да ти кажам, Аспасија е трудна и ние за неколку месеци ќе имаме рожба. Тогаш Ристо навистина се израдувал и исто така му кажал дека неговата жена веќе носи трето дете. Ефтим бил толку возбуден што му рекол на Ристо дека доколку едното е машко, а другото девојче, ќе се посватат, дека не само што ќе бидат другари, туку ќе станат и роднини и всушност си дале збор дека ќе ги таксаат своите деца ако е едното машко, другото женско. Судбината замешала прсти. Во семејството на Попсимо се родил син, го крстиле Симон. Во семејството на Филипчеви се родила керка, името го добила Афродита. Афродита го заслужила незиното име целосно, затоа што израснала во прекрасна девојка со прекрасни плави очи, многу висока, дури едно време како на мајтап викале охриѓани: не ќе мој зет да си најд затоа што е висока, а татко и кога ќе и донесел од долгите трговски патувања во странство кондури со топуци, таа ги сечела топуците напола за да не биде многу повисока од нејзините другарки.
Животот продолжил да тече за двете семејства во благосостојба. Се живеело спокојно и комфорно. Сопругата на Ефтим, Аспасија, родила уште 3 деца: Талис, Кнегиња и Ѓорги. Детството им поминало, и на Симон и на Афродита како деца од богати семејства, лагодно, со сите удобствија кои ги нудел секако тогашниот живот, се работи за втората половина на 19-тиот век. И судбината на тие деца веќе, да речеме, била предодредена, затоа што се знаело дека следуваат школи во странство, добра едукација, добри учители, воспитувањето им било доверувано на многу способни учени гувернанти и така натаму. Над куќата над Филипчевци живеела вдовицата Марија. Таа имала 3 сина. Најстариот син се викал Иван. Иван било многу паметно, надарено и способно дете. Неговата надареност и трудолюбие ги забележал Григор Прличев, кој му бил учител во училиштето Свети Климент, и всушност го убедил црковниот совет, во кој членувал освен свештените лица и Евтим Филипче, да му обезбеди финансии на Иван Лимонче, за да може школувањето да го продолжи во Атина. Григор Прличев успеал во својата намера, црковниот совет обезбедил стипендија и Иван отишол во Атина да се школува. Црковниот совет одлучил да го испрати Ефтим во Атина, за да провери дали Иван ја оправдува доверената стипендија. Богатиот трговец на ова патување со себе ја повел и керка си Афродита, за да го види големиот град. До Битола оделе со коњи, од Битола фатиле пајтон, тогаш неколку дена се патувало, стигнале во Атина, го побарале Иван. Иван во меѓувреме бил веќе пораснат во високо стројно русо лично момче. Афродита била веќе прекрасна девојка со чудна убост, чудесна убост. И, за прв пат се виделе на универзитетот во Атина, Иван и Афродита, и тоа било љубов од прв поглед. Во првиот нив меѓусебен поглед, таа почувствувала некоја чудна вознемиреност во неа, Иван почувствувал силна љубов кон Афродита, и тоа е чудно затоа што, 20 години биле комши, охриѓани викат куќа до куќа, меѓутоа немале можност да се сретнат, генерацијски се разликувале така што не се ни дружеле, а во тоа време можете да замислите дека дружбата не била како денеска, децата точно се знаело каде се, во секое време, каде можат да одат, каде не смеат да одат, што е дозволено за машките деца, што е дозволено за женските деца. И ако мајката од Иван била честа гостинка, чест гостин во куќата од Филипчевци, затоа што многу добро ткаела и помагала на Аспасија Филипчева во тие ткајачките работи, меѓутоа никогаш со себе не ги носела децата. Марија не била во куќата од Филипчевци како аргат, туку како куќна пријателка. Биле многу блиски и за незината помош секојдневна Аспасија Филипчева знаела неизмерно да ја награди со покукнина и со предмети кои ги имало во изобилие во куќата од Филипчевци. Уште на првата средба Иван и Афродита се заљубиле. Доживеале силни, длабоки емоции. За време на тој престој во Атина, Иван за прв пат ја бакнал Афродита при прошетка на Акропол и тука започнува, да речеме, таа љубовна приказна помеѓу несудените љубовници Иван и Афродита. По враќањето од Атина,
Афродита своите чувства ги искажувала преку бројни писма. Иван секојдневно одговарал на тие писма и во текот на наредната година и пол тие размениле многу писма кои изобилувале со неверојатно длабоки и чувства и емоции, со многу исполнети со голема љубов и страст, голема желба да бидат еден со друг. Меѓутоа, во никој случај на таа возраст не можеле да ја обнародат или обзнанат својата меѓусебна љубов. По 2 години Иван го завршува школото, се враќа дома во Охрид. Добива работа во училиштето Свети Климент. Станува колега на Григор Парличев. Секој е сабајле и секој е поручек. Значи, одејќи и враќајќи се од работа, нивните погледи се сретнувале кај куќата од Филипчевци, затоа што Афродита точно знаела кога Иван заминува и кога Иван доаѓа од работа, го чекала на пенџере, за да се видат, за да си испратат по една насмевка, по еден нежен поглед и всушност на тој начин го одржувале пламенот на љубовта кој се родил пред неколку години при нивната прва средба во Атина. Се разбира, ќе се сретнеле и при некој себап во градот, значи за време на некоја свадба, за време на некоја крштевка или за време на некоја веридба, па се случувало да се фатат наоро еден до друг, да ја почувствува, значи при секој допир огромната љубов која владеела во двајцата од нив, едниот за другиот, и навистина едвај двајцата го чекале моментот кога ќе можат, значи, да им кажат на нивните родители дека се работи за голема љубов, дека се, ајде да речеме, судени еден за друг. За нивната љубов дознала мајката на Афродита. Таа многу се израдувала на изборот на ќерка си, затоа што знаела од какво семејство потекнува Иван. Но тогашните обичаи не дозволувале да му ја кажат таа вести на таткото, затоа што тој веќе одамна ја запечатил судбината на Афродита. Според тогашните обичаи и според тогашните навики, Ефтим воопшто не му паѓало на памет да го смени дадениот збор или да го погази дадениот збор, затоа што се знаело дека најголемата чест, односно најјаката работа тогаш бил дадениот збор. Денеска може би ни изгледа малку чудно, меѓутоа дадениот збор бил врзан со образот, со честа, со поштеноста на човекот, на семејството, и во никаков случај тоа не можело да биде погасено. На Петров ден Ефтим и Ристо Попсимо по посетата на црквата заминале во куќата на Ефтим за да го обзнанат својот договор. Дошле дома, го примил во салонот со слики и како што е редот, Афродита го почестила со сладко и вода и Ефтим ми рекол: "Керко, остај го сега сладкото,
ела ваму, баци му рака на Ристо, тој ти е свекорот. Јас те таксав за Симона, за неговиот син. Ево тој момент, како светот да пропаднал за Афродита, како сите тие слики во собата и таванот да се урнал, таја само смогла сили да се поклонит, да му ја бакни раката на Ристо Попсимов, онеј зе имало флорин, значи како мужџе, охриѓани велат. Меѓутоа таа го испуштила флоринот, немала повеќе сила да издржи, истрчала надвор од собата во малата одаја, легнала на месинганиот кревет и тетка ми имаш обичај да кажит, пишчеше како гора. Мајка ја слушнала, дошла, меѓутоа немало зборови за утеха, затоа што зборот даден од Ефтим бил закон и затоа што тоа веќе била решена работа. Симон бил раскалашен момче, често бил пијан, се коцкал, а за неговите пороци знаела цела чаршија. Тие гласини стигнале и до Ефтим Филипче, меѓутоа тој не можел да го погази дадениот збор, затоа што, како што реков, дадениот збор во тогашно време бил закон и всушност најмногу се однесувал на честа на човекот и на семејството. Меѓутоа, кај богатите, нели, парите покриваат се, така што и тие незрели работи што ги правил Симон, значи за своите години низ Охридската чаршија, секогаш биле покривани со парите од татко му. Во меѓувреме Иван разбрал за веридбата на Афродита и во него нешто се скршило, значи не верувал дека такво нешто е можно, затоа што Иван и Афродита и двајцата во полни со младост, полни со љубов еден за друг, полни со надеж, полни со живот и полни со среќа што се имаат еден со друг и што таква љубов воопшто ги обзела, сега одеднаш се нашле во ситуација да сето тоа им се скрши, сето тоа им се избрише и да не се повеќе во можност да си ја искажуваат, односно да си ја дадат љубовта еден кон друг. Иван и напишал писмо на Афродита и побарал да побегне бегалка со него. Но таа одбила. Не сакала да му нанесе срам на татко си. Верувала дека тој ќе ја свати нејзината силна љубов кон Иван. Од друга страна, кон Симон немала никакви емоции, ни страст, ни љубов, дури ни почит. Афродита се обидела да му каже на својот татко, дури на моменти ги прашувала, па толку ли ви сум одмилена што ме фрлате кај еден таков човек, толку ли сум ви од повеќе што ме давате таму кај што не сум задавајне. Ефтим знаел можеби во себе дека тоа е така, меѓутоа мислел дека со тек на време сето тоа ќе помени, ќе се среди, значи тоа нити било прв пат, нити било последен пат некој татко, родител да го такса своето дете во така наречен наместен или договорен брак. Дошло времето за свадба, тоа била свадба како што Охрид тотогаш немал видено, 3 дена и 3 ноќи. Меѓутоа, охриѓани имаат запишано дека поубава невеста од Афродита не виделе во Охрид, меѓутоа незината убавина била само надворешна. Како бел скаменет лебед одела од маса на маса, практикувајќи ги обичаите и адетите, која невестата треба да ги практикува, значи во тогашно време, меѓутоа ништо не доаѓало од душата, ништо не доаѓало од срцето, мислите и биле во Иван. Исто Иван толку бил разочаран, толку бил скршен, толку бил тажен во својата душа, што не сакал да се помири со судбината и барал
помош, барал совет од своите другари, од своите колеги, како да ја земе, како да биде со Афродита жената на неговиот живот. Афродита се помирила со судбината и се преселила во куќата на Попсимовци, но ниту јадела, ниту пиела доволно, па така ја стигнала туберкулозата. Тоа незините родители го виделе, дека го губи здравието, сакале да си ја земат назад, меѓутоа Афродита разбрала дека е трудна и тогаш останала во куќата на незиниот свекор и свекарва. Со првата незина рожба воскресија, во наредните 6 години имала уште 2 ќерки родила, меѓутоа првороденчето и умрело и починало. И смртта на незиното првороденче толку многу ја дотолчило, што навистина веќе легнала в постела. Тогаш незините родители виделе дека ќе го изгубат своето чедо и ја зеле назад во куќата на Филипчевци. Во лоша емотивна ситуација се наоѓал Иван. Со јат и чемер во срцето бил тажен. Другарите, за да го спасат од таквата ситуација, го вериле со Деспина, ќерката на Прличев. Деспина била едно ситно, убаво и паметно момиче. Иван го почитувал, многу ја ценел, ја зел за жена, значи ја омажил, меѓутоа во животот не ја допрел, затоа што неговата душа била целата посветена на неговата животна љубов Афродита. Живееле заедно во брак, меѓутоа немале брак. Исто онака како што Афродита ништо не чувствувала кон својот сопруг Симон. Симон во меѓувреме многу се пропил, почнал да го губи семејното богатство, почнал да останува во долгови. Афродита веќе била в постела во куќата кај татка си и мајка си и еден ден и рекла на мајка и да ја го донесе зелениот акрилен фустан во кој била дента кога првпат го видела Иван Лимонче во Атина. Го облекла фустанот, ги викнала сите за да се збогува, знаејќи дека болеста веќе ја изела толку што незиниот живот бил веќе прикрај, тоа го чувствувала. Татко и немал храброст да влезе во одајчето, затоа што знаел што ја направил на својата ќерка. Меѓутоа, смогнал некако сили, влегол и Афродита му рекла: ти давам оклетие, значи охријани за завет, за заклетва, викаат оклетие. Ти давам оклетие никогаш повеќе никого да не го терате во наместен или насилен брак без љубов. Значи, му рекла дека знае дека тој тоа го направил за нејзино добро, да биде во имашно семејство, да биде богата, да не се грижи во својот живот, меѓутоа дека живот без љубов не е живот, без оглед на богатството и маштијата, покупнината и сите други благодети кои ги пружа социјалниот статус на човека или на семејството. Значи, зборовите последни на Афродита кон незиниот татко биле: живот без љубов не е живот. Живот без љубов не е живот. Афродита умрела во тој момент, Ефтим се фрлил врз незиното мртво тело, сакајќи да побара прошка за тоа што го направил, меѓутоа таа веќе била мртва и со тоа всушност завршил животот на несрекната Афродита, која на која не било судено незината огромна љубов да му ја даде на човекот што го сака, неизмерно. Иван Лимонче кога слушнал за смртта на Афродита, и тој се разболел од јад, почнал веќе и да не оди на работа, и тој водел нередовен живот, значи мислите му биле веќе залутани, не бил способен ниту физички, ниту психички да извршува својата работа, и после брзо време и тој починал. Судбината сакала
на тогашните гробишта кои се наоѓале кај црквата Света Богородица Перелепта, нивните гробови да се најдат еден до друг. Покрај нивната задгробна поврзаност, необична судбина доживеале и нивните дотогашни брачни партнери. Вдовицата сега на Иван Лимонче, Деспина, керката на Григор, се омажила за мажот на Афродита, значи за Симон, иако тоа не бил некој кој знае каков лагоден живот, затоа што Симон веќе бил, значи, доста осиромашен, меѓутоа му изродила 3 деца, 2 керки и 1 син. Синот го добил најмладиот, значи името по неговиот дедо Ристо, ги имал способностите на неговиот дедо Ристо, меѓутоа дарбите, талентот на неговиот друг дедо Григор Прличев, значи Ристо Поп Симо или Ристо Симче, така го викале охриѓани, бил еден од најталентираните писатели, поети, композитори, уметници и така натаму, кој понатаму целиот свој живот го поминал во Бугарија, меѓутоа мечтаел за Охрид, пишувал за Охрид, пишувал на охридски дијалект и всушност целата душа, целото битие го посветил на својот роден град. По неколку години српските власти одлучиле да ги прелоцираат гробиштата, настан на кој присуствувал и Ефтим Филипче. Требало да се откопат гробиштата, тогаш Ефтим Филипче го платил гробарот, ги откопал коските од неговата керка, нашле дел од зелениот фустан и го дале на мајката Аспасија, златните убетки, белегзијата, прстенот и така натаму ги завиткал во шамишче, тогаш изронил неколку солзи врз судбината на неговата керка и кога се свртел го погледнал гробот на Иван Лимонче и му рекол на гробарот да го откопа и тој гроб. Така да коските од Афродита и од Иван ги поставиле во еден ковчег и во еден ковчег се закопани и погребани на новите гробишта, така што така и мајката Аспасија тогаш рекла: не можевте да бидите заедно додека бевте живи, сега ќе бидите заедно кога сте умрени. Така што коските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно и ден денеска за веки за вечност во исти ковчег, сведочејки за една неизмерна, огромна, голема љубов, која, ето, заради тогашните обичаи, заради тогашните адети, не можела да биде реализирана, не можела да биде остварена и не можело да биде изживеана. За еден родител најтешка е загубата на неговото дете. Оваа судбина ја доживеала Ефтим. Тој, иако доживеал необично длабока старост, живеел 115 години, долго го измачувала тажната судбина на неговата керка. Тој за време на целиот свој живот останал доследен кон своите принципи, семејството го држал под конец, животот му бил под конец, инаку не би ни доживеал толку голема старост, меѓутоа никогаш не си простил тоа што и го направил на собствената керка, сакајќи да и направи најдобро, всушност и го направил најлошото што можел да го направи.